Почитувани, во изминатиот период покажавме и потврдивме со многу документи и докази дека злоупотреби во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има речиси во секој сегмент и сектор. Денес обелоденуваме уште еден скандал поврзан со истото министерство. Случај што директно е поврзан со изборните манипулации, со селективната исплата на субвенции, особено во изборни години, и со нашата законска улога оваа година и нашата обврска тоа да го спречиме. Да тргнеме поред. Согласно член 48 од Законот за земјоделство и рурален развој, спроведувањето на мерките за директни плаќања, односно популарно наречените субвенции за земјоделците, може да се вршат преку интегриран систем за администрација и контрол. Тоа го предвидува Законот за земјоделство и рурален развој. Во декември 2011 година Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство потпишува договор за изработка токму на таков систем со неколку странски компании. Според договорот од неколку стотици страни, системот чини 778.000 евра, платен од страна на Министерството, а даден на користење на платежната земјоделска агенција. Ова е тој договор тежок 778.000 евра. Преку овој скапо платен систем треба да се обезбеди администрација и контрола на средствата за директните плаќања, односно на субвенциите, средствата за рурален развој и средствата од програмите за ИПАРД, и да овозможи усогласено функционирање и непречена размена на податоци со другите институции. Тоа го предвидува законот и токму затоа е исклучен и платен овој систем. Во 2012 година, следствено, е донесен правилник за начинот на функционирањето на токму на овој систем, според кој што е регулирано дека заради правилно функционирање и размена на податоците, Министерството за земјоделство треба да склучи меморандуми и договори со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, односно платежната агенција, Агенцијата за катастар на недвижности и Агенцијата за храна и ветеринарство заради користење на нивните бази на податоци, особено податоците за земјоделските парцели, кои што треба да се генерираат од Агенцијата за катастар, и за бројната состојба на животните и за нивната идентификација, кои што треба да се генерираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Токму овие договори, токму оваа законска обврска и токму овој договор е склучен заради гаранција дека институциите токму на Министерството ќе доставуваат точни, исправни податоци и за бројната состојба, и за идентификацијата на животните, но и за земјишните парцели. Но што констатира конечниот ревизорски извештај на Државниот завод за ревизија токму за овој период? Ова е конечниот извештај на Државниот завод за ревизија. Прво, дека на ревизијата не се презентирани склучени договори, односно меморандуми за соработка на Министерството со платежната агенција, со Агенцијата за катастар и со Агенцијата за храна и ветеринарство. Дека токму овие состојби на непотпишувањето на овие меморандуми представуваат, односно не се во согласност со Законот за земјоделство и рурален развој и влијаат на правилното функционирање на системот, односно на правилната исплата на субвенции. Тоа го констатира ревизор. Второ, ревизорот констатирал дека поради нефункционалноста на софтверот за директни плаќања, изборот на примерок за контрола се прави со помош на Excel табели и со користење на само 2 критериуми, а не 7 како што и согласно законот и согласно договорот. Трето, ревизорот констатира одобрување на неавторизирани налози за исплата на субвенции, кои ги нема во прегледот за донесени решенија за субвенции, но на кои што се реализирани, односно кои што се исплатени. Затоа прашуваме, зошто не биле потпишани договорите за соработка помеѓу институциите за користење на податоците на земјоделските парцели и за бројната состојба на животните и нивната идентификација? Дали токму нефункционалноста на овој систем
платена од граѓаните со 778.000 евра, за да овозможи администрација и контрола на исплаќањето на субвенциите на земјоделците, е токму причината за селективниот и клиентелистички пристап во распределбата на субвенции. Зошто? Како клучно прашање. Зошто ова се случува во период пред локалните, пред председателските и пред парламентарните избори 2013 и 2014 година. Договорот е склучен 2011, во 2012 се донесени подзаконските акти како треба да функционира системот за кој што е склучен договор, а ревизорскиот извештај е од 2015 година, што значи дека токму во овој период не биле склучени овие договори и токму сето ова го констатира Државниот завод за ревизија. Земјоделците имаат право да ја знаат вистината, во нивно време, во нивно име и со нивни пари се правени големи злоупотреби. Безкомпромисно и без калкулација. Работиме и ќе продолжиме да работиме во интерес на граѓаните и на земјоделците. И ќе спречиме било каква злоупотреба во пресред на следните избори. Одговорност ќе има. Тоа е наша законска обврска, должност и цел. Сега советникот Зоран Атанасов ќе ја презентира една презентација преку која што ќе биде доловено функционирањето на системот кој што е платен 778.000 евра, а презентацијата е врз основа на содржината токму на овој огромен договор, за да биде јасно што услуга испорачува самиот договор и како преку систем, без било каков човечки фактор, во целиот овој период требале да бидат исплаќани субвенциите.